Од местото на несреќата кај селото Ласкарци на излезот од Скопје, каде пред неколку часа се преврте автобус на компанијата Durmo Tours, во која претходно видовме дека се споменуваат бројки дека има 13 загинати во сообраќајната несреќа и 35 повредени. Ние дојдовме на терен тука пред нешто повеќе од 2 часа. Тогаш ситуацијата, состојбата беше стравечна, имаше десетина возила на брзата на итната медицинска помош кои што беа пристигнати од Скопје со цел да ги однесат повредените лица кои што биле во моментот на сообраќајната несреќа во автобусот. Инаку да причините за автобуската несреќа се допрва ќе се утврдуваат, бидејќи во овој момент јавен обвинител врши увид на местото на несреќата за да ги утврди точните причини како истата се случила. Ние кога доаѓавме во правецот Скопје кон Тетово по автопатот, видовме всушност и како на кој начин излетал автобусот. Тој се обраќал во правецот Тетово кон Скопје и изгубил контрола. Возачот на автобусот ги минал барикадите кои што се поставени на средината на автопатот и ги делат двата правци, влегол во спротивната насока и потоа ги пробили и другите заштитни огради и излетал на овој пат кој што е 5 до 6 метри понизок од автопатот. Тука од она што можеше да се види, неколку пати автобусот се превртел и завршил во нивата зад нас. Може да се види се уште дека тука се и пожарникарски служби, меѓутоа има и тешка механизација која што го враќаше, односно го сврте автобусот, бидејќи тој всушност беше свртен наопаку за да го исправат. Како што споменав, увид во целиот овој настан врши јавен обвинител. Се очекува ако не денеска, во текот на следниот ден да се утврдат причините како дошло до ова стравечна сообраќајна несреќа.